Откако на стартот на годинава заедно со првиот дел градско Дреново беше пуштен 1 километар, денеска и официјално се пушти за сообраќај целата делница од Фариш до Дреново во должина од 10,2 километри. Од Скопје до Прилеп според надлежните ќе се патува околу 1 час, а до Битола час и половина. Делницата Фариш-Дреново, дел од експресниот пат градско Прилеп, која ја градеше кинески Синохидро, е во вредност од околу 45 милиони евра. Проект финансиран со заем од ЕБОР. Нагласувајќи ја важноста од завршувањето и пуштањето во употреба на овој пат како дел од Коридор 10, премиерот Христијан Мицковски вели, ова ќе значи поголем економски и општествен развој на државата. Дојде време кога државата не е банкомат за моќници, туку мотор на развојот. Дојде време кога проектите не се рекламираат на хартија, туку се градат на терен. Дојде време кога парите од граѓаните се враќаат назад кај граѓаните преку проекти, патишта, училишта, фабрики. Иако, како што беше нагласено, се работи за еден од најопасните патишта во земјава, денеска вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски уверува имаме безбеден пат. Според Николовски, по автопатот Кичево-Охрид, ова бил еден од најсложените проекти. Тунелите позади нас и планината позади нив беа навистина голем предизвик. Буквално планина се помести за да се изгради овој експресен пат и да е безбеден, што е многу значајно. После година дена имаме реалност, а не вештачка интелигенција, и затоа ние сме каде што сме, нашите опоненти се таму каде што се. Првиот човек на јавното претпријатие за државни патишта, Куце Трајановски, најави дека во периодот кој следи ќе се започне со изградба и на трета лента од каменеломот на Плетвар до Беловодица, а со владата вели се разгледуваат и опции за изградба на експресен пат до Прилеп. Разговараме со премиерот и со министерот за изградба на експресен пат кој што ќе води до Прилеп со тунел на Плетвар. Доколку тоа успееме, мислам дека тоа ќе биде еден многу значаен и малку подолгорочен потек и потфат и проект на владата на Република Македонија. Посвеченото пуштање на делницата преку соопштение реагираа од опозицијската СДСМ. Од партијата и денеска ја обвинија владата дека се слика со проекти кои велат биле во најголем дел завршени во време на нивниот мандат. ВМРО-ДПМН е по цела година власт се слика со отворање на пат кој 90% беше готов, за кој само санираа едно свлечиште, поставија сигнализација и неколку огради. Стои во партиското соопштение.